Добар ден! Во рамки на денешната училница по предметот геодетски мерења за втора година ќе се дружите со мене, Марија Ковачевска, професор по стручни предмети во градежно-геодетската струка во Средното општинско училиште Нико Несторов струка. На денешниот час, насловен како индиректно одредување агли и должини преку решавање на триаголници, ќе зборуваме за основните работи кои што треба да ги знаеме при решавањето на триаголниците. Најнапред ќе разгледаме потребата зошто воопшто решавање на триаголници во геодезијата. Ќе зборуваме за тоа што значи да се реши триаголник и како правилно да се обележи за да може самото решавање да биде функционално, а резултатите што ќе ги добиеме на крај да бидат точни. И на крај ќе ги анализираме можностите за решавање на триаголник со примена на различни теореми, при што ќе ги споменеме синусната, косинусната и тангенсната теорема. И пред да продолжиме со конкретните цели на часот, да се подсетиме. Како гласи основната дефиниција во геодезијата? Да, геодезијата е наука која се занимава со премер на земјината површина со цел изработка на карти и планови. Во основата на самата геодезија е премерот на земјината површина. Што значи тоа? Добивање на нумерички податоци врз основа на кои се изработуваат плановите и картите. Добивањето на нумеричките податоци се врши преку теренски мерења. Што е она што мериме во геодезијата? Кои се величините кои што ги мериме? Во геодезијата мериме агли и должини, односно агловни и линеарни величини. Мерењето на агловните и на линеарните величини може да се реализира на различни начини преку различни методи, но во основа разликуваме директни и индиректни мерења. Мерењата се директни кога ги реализираме директно или непосредно на терен, односно кога вредноста на мерената величина ја добиваме при самата теренска работа. Но постојат разни случаеви кога заради непогодности на теренот не можеме да извршиме директни мерења на терен. Во тој случај, аглите и должините, кои што не можеме да ги измериме директно, треба да ги одредиме на некаков друг начин. Тогаш применуваме индиректно одредување на аглите и должините. Например, за понатамошните пресметки ни е потребно да го познаваме аголот бета, односно да ја знаеме вредноста на аголот бета. Но заради теренските непогодности или одредени препреки кои што се појавиле на терен, може да бидат различни. Например, може би тригонометриската точка 4 е недостапна, или правците кои што го формираат аголот се недогледни. Во тој случај не можеме да извршиме директно мерење на аголот бета. Во ваков случај, решението е индиректно одредување на вредноста на аголот бета. Што значи тоа? Со формирање на триаголници, во кои што можеме да извршиме директни мерења на одредени агли и должини и нивна пресметка, доаѓаме до вредноста на аголот бета. Односно, решение во ваков случај е индиректното одредување на бараните елементи преку решавање на триаголници. Што значи да се реши триаголник? Кога зборуваме за решавањето на триаголниците, мора да знаеме дека
Решен го рачунаме триаголникот во кој што се познати 3 негови агли и 3 негови страни. Односно, со постапка на пресметување ги одредуваме вредностите на сите агли и сите страни во триаголникот. Но за да можеме да решаваме триаголник, постојат одредени услови. Најнапред, неопходно е да се познати или измерени најмалку 3 негови елементи. Односно, за да можеме да решиме триаголник, мора да ги познаваме вредностите на 3 негови елементи. Комбинацијата на овие елементи може да биде различна, односно може да биде различна комбинација од агли и страни во триаголникот, но во секој случај треба да бидат 3 познати елементи. Мораме да применуваме правилно обележување на триаголник. Правилното обележување на триаголник е важно заради изборот на соодветен начин на решавање, односно да можеме методата на решавање која што ќе ја избереме врз основа на познатите податоци да биде функционална. И уште еднаш, за да можеме да решиме триаголник, мора да се познати најмалку 3 негови елементи. Мора да применуваме правилно обележување на триаголникот и да избереме соодветен начин на решавање согласно на комбинацијата на познати и барани елементи. Како правилно се обележуваат елементи на триаголник? При обележување на елементи на триаголник мора да внимаваме на следните работи. Аглите алфа, бета и гама се обележуваат во смер на сказалките на часовникот. Позицијата на аголот алфа не е строго дефинирана. Можеме нејзе самостојно да ја избереме при обележувањето, но позициите на аглите бета и гама секогаш зависат од позицијата на аголот алфа. Значи, таму каде што прво ќе го поставиме аголот алфа, се движиме во смерот на сказалките на часовникот и ги обележуваме аглите бета и гама. Она на што мораме да внимаваме секогаш е дека наспроти аголот алфа е секогаш страната А. Наспроти аголот бета е страната Б и наспроти аголот гама е страната С. Ако сме направиле вакво обележување на триаголникот, сметаме дека триаголникот е правилно обележан. Кои теореми ги користиме за решавање на триаголник? За решавање на триаголник се користат различни математички законитости кои што се поставени во познатите теореми, а тоа се синусната теорема, косинусната теорема и тангенсната теорема. За секоја од нив ќе зборуваме кратко. И да видиме како гласи синусната теорема. Односот на страната и синусот на спротивниот агол во триаголникот е секогаш ист и еднаков на диаметерот на опишаниот круг. Сето тоа е прикажано во формулата за синусна теорема, според која односот помеѓу страната А и синусот на спротивниот агол алфа е еднаков на односот помеѓу страната Б
и синусот од спротивниот агол бета е еднаков на односот помеѓу страната С и синусот спротивниот агол гама и сето тоа е еднакво на вредноста М, која представува диаметар на опишаниот круг околу триаголникот за кој што станува збор. Кога користиме синусна теорема за решавање на триаголник? Да се подсетиме дека за да може да се реши триаголник, потребно е да се познати минимум негови 3 елементи. Ако во таа комбинација на познати елементи имаме страна и агол наспроти таа страна, тоа овозможува да ја одредиме вредноста М. Во тој случај е исполнет условот да се користи синусна теорема за решавање на триаголник. Овде се дадени 3 примери во кој што во првиот се зададени страната А и аголот алфа, страната во вториот страната Б и аголот бета и во третиот страната С и аголот гама. Дали вредноста на М ќе пресметаме според првата, втората или третата еднаквост, зависи од тоа кои елементи се дадени. Но да не заборавиме, на било кој од начините да пресметаме, вредноста на М ќе биде иста. Условот за да користиме синусна теорема за решавање на триаголник е да имаме измерен агол и страна наспроти тој агол. Третиот елемент кој што е неопходен за решавање на триаголник може да биде било кој агол или било која друга страна од триаголникот. Кога користиме косинусна и тангенсна теорема за решавање на триаголник? Веќе приметувате, зборуваме заедно за косинусна и за тангенсна теорема. Зошто е тоа така? Заради тоа што условот за избор на косинусна и тангенсна теорема е ист, односно имаме комбинација од измерени 2 страни и аголот што тие го зафаќаат. Односно, кога имаме познати 2 страни и аголот кој што страните го зафаќаат, можеме да користиме косинусна или тангенсна теорема за решавање на овој триаголник. Повторно имаме различни комбинации, односно да се познати страните Б и С аголот алфа, може да се познати страните А и С и аголот бета, може да се познати страните А и Б и аголот гама, но во секој случај мора да биде исполнет условот, односно да имаме измерени 2 страни и аголот кој што тие го зафаќаат. Како гласи косинусната теорема? Кога зборуваме за косинусна теорема, нејзината формулација зависи од непознатата страна во триаголникот. Односно, ако се познати страните Б и С и аголот алфа, кој што тие го зафаќаат, е исполнет условот да се користи косинусна теорема. Формулирањето на косинусната теорема зависи од непознатата страна. Во случајот, тоа е страната А. Па, косинусната теорема ќе гласи А на квадрат е еднакво на Б на квадрат плюс С на квадрат минус 2 пати по Б по С по косинус од аголот алфа. Во вториот случај, кога непозната е страната Б, формулацијата на косинусната теорема ќе биде Б на квадрат еднакво на А на квадрат плюс С на квадрат
минус 2 пати по А по С по косинус од аголот бета. Третиот случај, кога ни е непозната страната С, пробајте да го напишете сами како ќе гласи. С на квадрат е еднакво на А на квадрат плюс Б на квадрат минус 2 пати А по Б по косинус гама. Ако го напишавте ова, имате точно решение. Тангенсната теорема за решавање на триаголник, рековме, условот е ист како и во косинусната теорема, односно ако имаме две страни и аголот кој што го зафаќаат, можеме да користиме тангенсна теорема за решавање на триаголник, која гласи B плюс С поделено со B минус С, и тоа е еднакво на тангенс од бета плюс гама поделено со 2 и тангенс од бета минус гама поделено со 2. Уште еднаш да повториме дека условот за избор на косинусна или тангенсна теорема е да имаме познати две страни и аголот кој што го зафаќаат. Дали ќе решаваме косинусна или тангенсна теорема, зависи од нашиот избор понатаму. Што научивме денес? За да можеме да видиме дали успеавме да совладаме денешната лекција, ќе ве замолам да одговорите на прашањата кои што следат. Што значи да се реши триаголник? Направете обележување на триаголниците кои што се зададени, за да проверите дали научивте правилно да обележувате триаголник. Опиши причина поради која се користат индиректни одредувања на агли и должини во геодезијата. Наброј ги теоремите кои се применуваат за решавање на триаголник. Кои елементи од триаголникот треба да се измерени за да може да се примени синусна теорема и кои елементи од триаголникот треба да се измерени за да може да се применува косинусна и тангенсна теорема. Ако ги знаете одговорите на овие прашања, целосно сте ја совладале денешната кратка лекција посветена на основните правила за решавање на триаголник. Во наредната лекција ќе зборуваме за примената на синусната теорема. Ќе ве замолам за наредниот час да ја си подготвите тетрадка, молив или пенкало и секако да имате дигитрон со кој што можете да работите со агли. Имајте убав ден и благодарам за вниманието.